Благодарам, председателе. Значи, овој предлог закон ние го предлагаме од повеќе причини. Значи, и така платите на функционерите се многу поголеми од просечните плати на македонските граѓани, условите за добивање на така наречената апанажа се ги ставаат граѓаните на Република Македонија во нееднаква положба. И по член 9 од Уставот тоа представува еден вид на дискриминација по класно, социјално и имотна општествена положба, затоа што условите за функционерите, да речеме конкретно пратениците, се скоро никакви, значи само со некој минимален стаж за да добиете целосна апанажа, вие треба да имате само 2 години стаж, додека за обичните работници се наведени таксативно, 10-12 услови кои што тие мора да ги исполнуваат за да добијат било каков надоместок, и тој надоместок, на пример, им е ограничен само на 50%, додека функционерите земаат 100% апанажа. Значи, ние имаме тука ситуација каде министри кои што се милионери по дефиниција бараат апанажа. Значи, они имаат милионски суми, они имаат анкетни листови, значи тоа се милионски имоти, а сепак бараат апанажа, еден вид државата да ги издржува, и тоа во практично една од најсиромашните или најсиромашната земја во Европа е апсолутно недозволиво, затоа што, значи, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, бидејќи не се работи за соженобен закон, ние овој закон го предлагаме во скратена постапка. Благодарам.